Премиерот Христијан Мицкоски и денеска упати јавен повик до Социјалдемократскиот сојуз и Левица за конечен договор за измените во изборниот закон, кои се однесуваат на гласањето на дијаспората, а кои тие го блокираа со повеќе од 10.000 амандмани. Значи факт е дека Левица и СДСМ во коалиција заедно не сакаат да дозволат да дијаспората гласа по патот на електронско гласање. Она кое што вчера го понудив, а денеска ќе се случи во 14 часот е повторно состанок во рамките на парламентот да најдеме решение, можеме преку пошта. Имаме такви десетици примери и во Европа и во светот. Еве и тоа ќе го прифатиме, само да обезбедиме побројно гласање на нашата дијаспора, бидејќи дијаспората нас ни е многу важна. Од друга страна, социјалдемократите се гневни на Мицкоски, бидејќи тој партијата им ја рушал однатре, креирајќи нов проект, платформа за иднината на Македонија. Ова не е нова политичка иницијатива. Ова е проект што Мицкоски го започна со Деспотовски и Шилегов како носители на оваа платформа. Ова е контролиран проект чија единствена цел е да создаде лажна алтернатива, да ја дефокусира јавноста и да ја подели опозицијата. Да се поделат опозиционите гласови кои делумно би отишле кај Мицкоски. Сето тоа по моделот на сестринската партија СНС и Вучик. Се обидоа да гурнат СДСМ со лажни вести, измислени афери и тешки лаги. Не им успеа. Затоа го повторија проектот од последните парламентарни избори, бидејќи даде резултати. Констатираат од партијата.